знаат јавноста и медиумите, вашиот амандман е конкретен и вели дека со овој амандман предлагате 14 милиони денари за нови вработувања на кадри од турската заедница во Министерството за правда. Ви одговори заменикот министер, стојам на тоа гледиште, бидејќи сте дел од Европскиот фронт, кога, и ќе го повторам прашањето на кое што минатиот пат не ми одговоривте, кога влеговте во коалиција со нив, вие како представник на турската заедница, влегувате со представници на албанската заедница, дали поставивте одредени услови за да влезете со нив во коалиција или што направивте за да влезете со нив во коалиција? Така влеговте без да поставите услови. Тие да се борат за овие права. Како влеговте? Зошто влеговте во коалиција со Европски фронт? И сега тука јас искрено ви кажам сум малку изненадена, да не речам чудо невидена на вашите образложенија. Вие како председател на Уставен суд, јас знам дека извори на правото се дел од се и овај обичајното право. Тоа е во теорија. Во пракса судовите работат согласно закон и устав. Тоа е во теорија. Обичајно право никој не спроведува. Вие сте председател биле на Уставен суд, во највисокото правно тело на државата, и говорите за обичајно право. И сега логично е тука да ми се поставуваат неколку прашања. Од аспект на правата на жените и од аспект на врз основа на што се носат одлуки во Уставниот суд. Конкретно вие врз основа на што сте одлучувале во Уставниот суд? Значи, Уставниот суд и сите судови, и сите институции, вклучително и ова во државата, одлучуваат согласно устав и закон. Нема друго. Да, постои некаква судска пракса, не знам, Страсбур, па да речеме дури и во ова собрание постои собраниска пракса, нешто што е непишано, ама прв некој нешто почнал, и еве ви кажав, го кажав минатиот пат примерот со Талат Џафери, дека тој почна да молчи на говорница и некаква си, таква собраниска пракса се воспоставила. Но не може ние тоа да ни биде основен извор и се прашувам, дали вие како председател на Уставен суд го негирате член 7 од Уставот на Република Македонија, кој што вели дека службен јазик на државата е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Прво, секој државјанин на Република Македонија мора извичници да го знае македонскиот јазик. Без разлика што ние сме држава со голем број на етнички заедници, сврзното ткиво на сите тие етнички заедници е македонскиот јазик. Прво. Второ, како председател на Уставен суд и како истакнат правник, предпоставувам дека знаете кога се носеше законот за употреба на јазиците и кога, нели, да ве подсетам, се фрлија 35.000 амандмани на опозицијата во контейнер и тоа стана некаква собраниска пракса, која што може да се злоупотреби. Претходно или после тоа, тој ист јазик, тој ист закон се пушти во Венецијанската комисија. Венецијанската комисија
може би ќе ми одговорите дека одлуките на Венецијанската комисија не се извршни, не се задолжителни, ќе се сложам со вас, меѓутоа заради високиот углед, респект и експертиза која што ја ужива Венецијанската комисија, сметам дека кај нас не би требало и не смее нивното мислење да не биде испочитувано. За тој закон, за законот за употреба, а зашто го говорам ова ќе ви кажам, се искажа следниве ставови. Правните експерти на Советот на Европа ги потенцираа дека во споредба со законодавството за 2008 година, новиот закон значително ја проширува употребата на албанскиот јазик и тоа, и во многу аспекти ги надминува европските стандарди утврдени со рамковната конвенција, нешто што имаме подпишано, за заштита на националните малцинства и Европската повелба за регионални и малцински права. Венецијанската комисија дава неколку препораки до надлежните органи на Македонија, особено напуштајќи ги одредбите што се однесуваат на внимавајте, сега ова се однесува конкретно за ова вие што го говорите, за двојазичноста или да речеме во случајот како што вие велите тројазичноста во судските постапки. Исто така препорачува обврската да се користи албанскиот во случајот турскиот јазик, како што вие барате, да се ограничи на писмени службени комуникации или негово влегување во сила да биде одложено. Зошто? Зошто? Не може странка во судска постапка во државјанин во Република Македонија и не сме согласно закон и устав да не го познава македонскиот јазик. Ако се влезе во значи вие имате право да си говорите на ваш јазик и сите заедници, меѓутоа прво и основно е да го познавате македонскиот јазик. Тоа е факт. И соизвичници факт. Соизвичници. Морам да ве подсетувам, очигледно заборавате, затоа велам. Член 7 од Уставот на државата е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо е службен јазик во државата. Вие што не му помогнете на него да ги свати работиве. А не тука вака само да го буцкате. Окей, он си е возрасен, он нека си проценува шо. Не може да влезе во судска постапка, бидејќи сте судија и бидејќи сте биле и адвокати и странка во постапката, начинот на толкување и на превод може да биде голем проблем. Ова сум ги слушала судиите и сите странки во постапките како го говорат, особено во моментите кога се носеат тие закони, дека е многу опасно за да не бидеме изгубени во преводот, како што велеа, баш го употребувам вистинскиот термин што го кажува правниците и судиите, ако бидеме изгубени во преводот, тогаш ќе дојдеме до ситуација на недобри судски одлуки. Тоа е прво по однос на јазикот и неговата употреба во судските лавиринти. Второ, околу правата на жените, јас го поздравувам вашиот очаен напор да ги браните правата на жените. Но истовремено со тоа ми докажувате, спомнувајќи ги чеизите и обичајните права, дека вие повеќе сите имаме ние обичаи, и ние имаме, и ние македонците имаме. И ние имаме. Не може судијата врз основа на обичајно право да носи судски одлуки. Како да ви кажам?
Постојат закони и устав во држава, врз основа на тоа се носат одлуки. Како вие ги браните правата? Во кој век сме? Во 21 век. Така? И како тоа била... Благодарам. Дури, извинете, председателке, дури спомнавте еден израз што вака навистина ме замисли, гаранција. Гаранција за што? Чейз, гаранција за што? Благодарам. Зашто е таа гаранција? Ве молам. Јас ги разбирам обичаите. Немојте да мислите дека не ги разбирам. Бидејќи сите ние имаме обичаи. И ние македонците си имаме наши обичаи. Но не може ние како законодавци, па особено не како судска власт, да се повикуваме на ваквите обичајни права. Тоа си останува во нашата духовна и културна традиција, но не и во законска легислатива. Колега Сали Мурати, председателе на Уставен судија. Ве молам. Благица, минута и 23 секунди, мислам. Добро, можам. Добро, окей.